Хуманитарното здружение Мајка денеска ја организираше првата работилница наменета за интерсекторската работна група за подготовка на стратегијата за родова еднаквост на општина Куманово. Учесниците во работните групи беа запознаени со методологијата за изработка на стратегијата и за улогата на локалната самоуправа во промоција на еднаквите можности. Активностите за развивање на стратегијата за унапредување на родовата еднаквост во Куманово 2026-2030 година се поддржани во рамките на јавниот повик за финансиска поддршка за организирање на превентивни мерки и активности во областа на социјалната и детска заштита, кои се спроведуваат од Хуманитарното здружение Мајка. Преку повикот на општина Куманова за изработка на стратешки документи, Хуманитарно здружение Мајка се пријави за изработка на стратегија за родова еднаквост. Ваков вид на стратегија досега општина Куманова нема. Таа е многу битна за воспоставување на родов баланс во општината. Што значи тоа? Тоа значи дека сите активности што ги спроведува општината треба подеднакво да влијаат и да имат подеднакво придобивки и мажите, жените, момчињата и девојчињата од општина Куманова. Денеска сме на прва работилница, имаме уште една работилница, потоа ќе има јавна расправа и после јавната расправа стратегијата ќе биде доставена до Советот на општина Куманово за да се усвои. Методологијата за изработка на стратегијата офаќа првено истражување каква е состојбата од родов аспект во општина Куманово, потоа ќе се утврдат приоритетни области во кои што ќе се работи понатаму и стратегијата се изработува за период од 2026 до 2030 година. Поголемиот дел на општините немаат се уште изработено стратегии. 5-6 општини во Македонија имаат изработено. Не можеме да гледаме од други општини, бидејќи активностите, контекстот на општината не се исти, затоа ние денеска со оваа интерсекторска група, значи група составена од представници на општината, од администрацијата, актуелните советници, од Центарот за социјална работа, невладините организации, сите од своја аспект ќе дадат придонес за областите првин да ги идентификуваме, а потоа и стратешките цели на кои што понатаму општината ќе работи во наредните 5 години. Неколку стратегии веќе се изработени од страна на општина Куманово и од претходниот состав на совет се усвоени. Мислам дека сега е на токму правилно време пред буџетот да се усвои една ваква стратегија за родова еднаквост. Направивме комисија, веќе ќе изгласаме на наредната седница на совет, со луѓе кои ќе работат навистина на вакво прашање во советот на општина Куманово и денеска дел од нив исто така се поканети на овај работилница за изработка на стратегија. Многу ни е важно што на јавниот повик се отповика Здруженијето Хуманитарното здружение Мајка, која е навистина целосно насочена во ова еднаквост, равноправност помеѓу мажите и жените. Очекувам дека работилницата еве и од страна на советниците и од страна на луѓето што се вклучени во изработката од страна на општината и кои навистина знаат што, како да ги постават, ќе се изработи една квалитетна стратегија која потоа ќе биде документ врз основа на кој ќе се барат понатамошни донации од страна на донатори, од страна на општината. Значи, стратегијата не е само за општина Куманово, туку воопшто за општината и за здруженијата и денеска баш на оваа тема ќе работиме.